Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро и оваа среда сме заедно на фреквенциите на Радио Слободна Македонија во живот со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добро утро, доктор Маљановски. Добро утро. Како сте? Добро. Добро. Денешната тема ни е како се грижиме за лицата со хендикеп. Вашите прашања, почитувани слушатели, ќе ги очекуваме на нашата имейл адреса живот@rsm.mk. Може да ни се придружите и на телефонот во студиото 31 31 332. Ве очекуваме со прашања. Првото прашање за доктор Маљановски е што прави државата за лицата со хендикеп? Нашата држава во основа се придржува Конвенцијата на Обединетите нации за заштита и на правата на лицата со попреченост и нејзиното влијание врз националните законодавства и политики. И имајќи во предвид оваа конвенција, се трудиме, а направено е навистина многу, да ги прилагодиме нашите законодавства со законодавствата на Европската унија, на Обединетите нации и на сите и на пошироката заедница. Кога зборувам за законодавствата, зборувам за сплет од закони кои ги тангираат лицата со попреченост. А пред се тоа се однесува во делот на законодавствата во Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски и другите министерства каде што е неопходна адаптацијата на нашето законодавство во однос на светските законодавства и светските искуства во оваа област. Лицата со попреченост или лицата со хендикеп нема една основна номенклатура како што се дефинираат. Правата на овие лица се задираат во скоро сите сегменти од животот, навистина. Нашата држава направи многу, навистина многу, меѓутоа треба уште. Пред се тоа се однесува на Министерството за труд и социјална политика, а после тоа и другите министерства. Беше одбележан на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со инвалидитет. Како Македонија се вклучи во овој меѓународен ден? Така, лицата со хендикеп го организира овој ден на начин на кој сака да истакнат дека се дел од пошироката заедница, дека мора да се рачуна на нивната и помош, меѓутоа и солидарност од останатите, со најразлични манифестации од областа на спортот, од областа на културата и нормално панел дискусии во кои ги истакнат своите потреби. Може да се истакне дека една од најважните и најцитираните потреби е секако вработувањето на овие лица. На 02 31 31 332 ги очекуваме вашите прашања директно во емисијата Живот од доктор Маљановски. А следното прашање е, доктор Маљановски, дали имаме регистар на лицата со хендикеп? За жал, и покрај огромните напори, моето сеќавање оди малку подолго, ваков регистар немаме. Регистарот е неопходен и моите сознанија зборуваат дека со укажување од страна на владата на Република Македонија, надлежните министерства, пред се мислам на Министерство за труд и социјална политика, исто и така и на Министерство за здравство, да направат дополнителни напори да една ваква листа се формира, односно регистар. Овој регистар сигурно нема да биде целосен, меѓутоа и таков е подобар отколку што го немаме. Зошто го зборуваме ова? Можам најпластично да го објаснам со примерот со децата со аутизам. Од страна на невладиниот сектор беше укажувано дека оваа појава има многу масовно, дека епидемиолошки се развива и бројките беа негде околу 3000. Меѓутоа, самиот аутизам покажува дека правото на лицата со аутизам е да добиваат дополнително, односно посебен додаток. Што кажуваат бројките?
бројката луѓе кои добиваат по ова право надоместок од околу 4300 денара е негде околу 100-110. Значи, постоја огромна разлика меѓу бројките што се декларираат и другите. Тоа е само еден сегмент. Ние сме во фаза на спремање на третиот центар за деца со аутизам, кој ќе се отвори многу брзо. Имаме 2 центри во нашата држава, тоа е во Скопје и во Штип. Ако немаме бројки и ако немаме екзактни податоци, каде се сконцентрирани овие лица, тогаш би било неумесно да се отварат и други центри, ако бројот на децата се прави толкав различност во бројките. Од тие причини сакам да истакнам дека навистина е неопходен регистарот, не зборам само за аутизам, него за сите попречености, тргнувајќи од церебралната парализа, интелектуалната попреченост, аутизмот, па и другите што ги имаме во нашата земја, што е нормално. Може би за аутизмот ќе посветиме една цела емисија на живот во некој следно издание. Така, затоа што навистина има што да се позборува и на оваа тема. Сега да видиме кои се материјалните надоместоци што државата ги обезбедува за лицата со инвалидност, со хендикеп. Така. Како што истакнав во почетокот, навистина државата прави огромни напори да на еден начин овие лица и биде надокнадено нешто што е неопходно во нивното секојдневно живење. Јас би ги истакнал последните неколку права што Министерството за труд и социјална политика ги дава, тоа се посебниот додаток за слепило, посебниот додаток за мобилност, посебниот додаток за глувост и едно право кое као да е подзаборавено, скратеното работно време и работите што следуваат со ова право. Правата се добиваат на релативно многу едноставен начин. Јас само ќе напоменам, а важат скоро за сите права. Значи, кон барањето за посебен додаток за слепило би требало да се поднесе само конзилијарно мислење за додаток за слепило, тоа значи од лекари, специјалисти, и копија од транзакционална сметка. Уверението за приходи исто така по службена должност се добива, меѓутоа постои можност и барателите си го донесат сами. И на крај е увид во лична карта. Се тоа е многу едноставна процедура за здобивање со секое право. Да, релативно мала документација потребна, нели, за да се оствари овој додаток, оваа помош. Имаме слушател на 31 31 332. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Кристијан. Кристијан, повелете, од каде се јавувате? Имате прашање за доктор Маљановски? Не, прашање сакам ја да споделам една приказна исто за ова што зборите. Значи, јас волонтер во Црвен крст, имаме работа со овие лица што ги кажуваат докторот. Кристијан, извинете само еден момент, почекајте само неколку секунди да можеме да ве вклучиме директно, за да може и доктор Маљановски да го слушне вашето прашање. Извинете, ме слушате, нели? Да. Да, бидете со нас и баш убаво што ќе ја споделиме, нели, оваа ваша тема, ова ваше искуство. Еве сега само за еден момент, емисија во живо, веднаш прашањето, односно она што имате да го споделите со нас, ќе го слушне и докторот. Повелете, Кристијан, ве слушаме. Јас сум волонтер во Црвен крст. Да? И имам работа со овие лица што ги зборите. Така? Значи, многу се добри ако имаат проблем во развојот. И така, значи, многу се љубезни кога идеме да им помагаме. Ние имаме соработка и со грижувачки семејства, како што можам да кажам. И тоа, само тоа имам да го кажам. Добро, вие колку време се занимавате со ова? Колку време работите во овој центар? На 5 години. 5 години. Ви благодарам што ни дадовте подршка и се јавивте, Кристијан. Благодарам, Кристијан. Пријатно. Се најдобро. Да, да продолжиме, доктор Маљановски, зборувавме ли за помошта што може да ја остварат лицата? Износот за посебниот додаток за слепило е 7.000 денари.
значи секој месец би корисникот би добил по 7.000. Истиот износ е и за посебниот додаток за мобилност. Истата документација и износот, како што реков, е 7.000. Посебниот додаток за глувост изнесува 4.000 денари. Тоа е пак истата документација, многу едноставна и многу брзо се вади, така да ако дел од оваа документација е недостасува, тогаш стручните служби во Центарот за социјална работа ги набавуваат. Значи најбитно е конзилијарното мислење. Значи брзо ди сето тоа. Сигурно, предпоставувам помалку од месец. Апсолутно не, дури помалку ако странките зборуваат, мислам ако странките ги донесат оној најнеопходен минимум на документи. За скратеното работно време, значи се однесува за лица кои во своето семејство имаат лице со попреченост, односно татко, мајка, кои се во работен однос и за овие лица износот на додатокот, односно половината од висината на месечниот надоместок е 4.987 денари. Малку е поширока листата за потребната документација, меѓутоа заради сепак сериозноста на ситуацијата, тоа се луѓе во стален работен однос кои овој посебен додаток го добиваат еднаш во месецот. Јас посебно би сакал да истакнам дека едно право, а тоа е правото на толкувач. Значи, кое најчесто го користат лицата за кои би требало да го најчесто да го користат со хендикеп од глувост. Значи имаат право на годишно отприлика 80 часа. Толкувачите се од Сојузот на Националниот сојуз за слепи, кои може да им помогнат и да интервенираат во ситуации каде што е нивното присуство неопходно, значи да бидат толкувачи на некој настан, појава, барање и во институциите на системот. Така. Ќе се одмориме за кратко, да, и се враќаме веднаш со темата во живот. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме повторно во денешното издание на Живот со доктор Маљановски. Нашата денешна е тема како се грижиме, поточно како државата се грижи, нели, за лицата со хендикеп, со инвалидитет. Зборувавме за правото на остварување на материјални надоместоци, кажавме за документацијата, нели, што треба да се поднесе, но дали доктор Маљановски лично мора да се поднесе или можеби од блиско лице? Да. Единствено заради увидот на личната карта, која е лична својина, која е само увид, значи не се земаат ни фотокопија ни ништо, би требало странките да дојдат во центрите и да ја покажат таа лична карта. Покрај овие права, ја би сакал да спомнам едно фундаментално право кое нашата држава го оствари пред отприлика година и пол, а тоа е правото за вработување. Како што се дадени сите права од страна на државата, така и правото на вработување на секој поединец во нашата држава кој е способен за некој тип на работа. Од оваа група на луѓе сигурно не се извојуваат лицата со хендикеп. Пред, како што кажав, од прилика година и пол, имаше еден огромен конкурс за вработување на 300 лица и тој конкурс заврши. Министерство за целата организација на конкурсот одеше преку Министерство за труд и социјална политика и преку овој оглас беа вработени 300 лица со хендикеп со најразличен вид хендикеп, од лица со оштетен слух, оштетен вид во движењето, од лица кои им е ограничено движењето и сите категории. И навистина овој начин на вработување ќе оди понатаму. Ќе продолжи, затоа што апсолутно едно се правата кои ги им следуваат на лицата, меѓутоа вработувањето е едно буквално основно фундаментално право. Јас во оваа прилика исто така би сакал да ги споменам и другите министерства кои со дадоа свој допринос во изjednačувањето на конвенција во однос на конвенцијата на многу значено е Министерство за здравство кој ги субвенционира одреден број на помагала, лекарства. Исто така е многу битна и Министерство за транспорт и врски.
каде што уште повеќе треба да се инсистира на пристапноста односно оние траки, односно рампи, каде што ги имаме и каде што навистина би требало во идеја многу да се работи на овој сегмент. Да, токму тоа ќе биде нели прашањето во продолжение, дали нашето општество е прилагодено за нормално функционирање на овие лица? За жал не целосно. Огромни напори се прават. Интервенциите во локалната самоуправа, пошто бидејќи најголем дел од овие институции се наоѓаат на општинско ниво, се огромни, меѓутоа ако не е правено во минатото, таа огромна акција мислам дека би требало да многу брзо да заврши и најзначајните институции што во овој момент се и оние малку понезначени да бидат достапни за лицата со хендикеп, особено за лицата со оштетен вид. Заради тоа што навистина тоа е единствен начин да дојдат до некој свој освојување со некој свој права до институциите на системот. Во овој дел можеби малку нас да кажеме оние што немаме хендикеп ни изгледа секојдневно, меѓутоа многу често ги слушаме семафорите и со нивното озвучување што во градот Скопје е многу впечатливо. Овие акции на Министерството за транспорт и врски ќе продолжат и во иднина. Така да скоро секој семафор ќе биде со можност да со знаковните сигнали што ги дава да се прилагоди на некој начин да овие лица малку послободно се движат низ улиците на градот Скопје и останатите градови Република Македонија. Така, имаме уште кратко време. 31 31 332, ако некој сака да ни се придружи, во следните 3 минути, а потоа и ќе се одјавиме. Колку дневни центри имаме во Република Македонија? Да, имаме во моментот имаме 22 дневни центри за лица со посебни потреби на територијата скоро на целата наша држава. Сите поголеми градови се опфатени, негде има и по еден по два во основа. Во плановите на Министерството за труд и социјална политика, како и на владата, е отварање на дневни центри за повозрастните лица, значи над 18 години, со кои навистина бенефитите се огромни, како за семејствата, така и за нив самите, за нивната социализација, за нивното понатамошно живење. Исто така имаме, како што рековме, отворени два дневни центри за деца со аутизам, на прак е отварањето на третиот дневен центар и сите активности, не би сакал да ги набројувам, игралиштата, детските игралишта за децата со хендикеп и сите други активности кои се обавуваат во рамки на овие наши министерства и нашата влада. Да, а што всушност опфаќаат овие дневни центри? Значи лицата со хендикеп таму можат да престојуваат во текот на денот, предпоставувам да имаат некаква анимација и така, нели? Подсручен надзор на воспитувачи од најразлични области, тоа се таму се вработени психолози, дефектолози, педиатри, логопеди, им помагаат за некој нормален развиток. Значи интенцијата во почетокот беше да бидат офатени деца од 5 до 18 години, ги променивме границите, така да во најновите законодавство од страна од областа на Министерството за труд, оваа граница 18 ја променивме до 26 години и нивниот престој во овие дневни центри. Сакам да истакнам дека клиентите, корисниците на оваа услуга, ние ги зимаме од нивните домови, ги носиме од дневниот центар, каде што преведуваат еден работен ден скоро, каде што добиваат доручек, ручек и сите оние други работи што им се неопходни и после тоа ги враќаме во нивните домови за лицата кои што немаат соодветен превоз да дојдат до дневниот центар. Да, ова беше можно и важно, ете. Многу мина, предпоставувам, не го знае. За жал тука ќе мора да се одјавиме до Кромелјановски, има уште многу да се зборува на оваа тема. Можеби за следната емисија ќе ја најавиме темата за аутизам. Така. Да. Ви благодарам што денеска бевте дел од живот. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашила Гинова Карафиловски, датум на емитување 9 декември 2015, техничка реализација Владо Дамјановски, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.